Истече рокот за поднесување на документи за отпис на долгови за одредени категории. Гостиварци и натаму ги рушат рекордите. Граѓанин поднел барање за отпис на долг од 1.300.000 денари. Долгот е за неплатена електрична енергија, додека во 1982 поднесени барања има регистрирани неколку долгови од по 800 и 500.000 денари. Преовладуваат износите од 30.000 до 100.000 денари. Според првичните проценки, купниот долг кој гостиварци го побарале да им се прости, изнесува околу 60 милиони денари. Граѓаните беа информирани од страна на Министерството и од наша страна од Центарот за социјална работа при отпис на долговите и при поднесувањето на барањето кои граѓани имаат право на отпис на долгови. Тоа беа 4 категории на граѓани и тоа лица корисници на социјална парична помош и постојана парична помош, лица корисници во Агенција за вработување кои што заедно со брачниот другар активно се пријавуваат во Агенцијата за вработување и бараат активно работа, заклучно со 31 декември 2013 година, потоа на граѓани кои што поради сопствен инвалидитет, болест на брачен другар или смрт на брачен другар. Тоа се 4 категории кои што имаат право да аплицираат. Имаше граѓани кои што не спаѓаат во овие 4 категории на поднесување на барања, од наша страна беа информирани, но поради нивна иницијативна или желба беа примени и други граѓани кои што не совпаѓаат во овие 4 категории, но од наша страна барањата беа примени, проследени се до комисијата која што работи во Министерството за труд и социјална политика, која што има за задача таа да ги решава и да одлучува по поднесените барања. Што се однесува до долгот на граѓаните, погледнувајќи ги барањата, сметам дека граѓани имаат поднесено барања за отпис на долгови по електрична енергија, потоа има по трансакциски банки, но претежно мислам дека барањата се однесуваат за електрична енергија која што имаат подолги години долг. И се случува да се појават во барањата и од големи суми на долгови, кои што се фрапантни и зачудувачки, зошто толку време толку долгови стојат и дали се исклучени или не се исклучени, тоа не е наша ингеренција, тоа си е на Евана, но погледувајќи ги барањата, па мислам дека дури има и над милион сума некои што поднесуваат 600.000, 500.000, 300.000, 100.000, но има и граѓани кои што се многу скромни и си имаат поднесено барања за отписи на струја до 12.000, 20.000, 25 и така натаму. Според законот, отпишувањето на долгот ќе биде врз доброволна основа. Со оваа мерка, владата планира да одвои неколку милиони евра. Според проценките, со мерката треба да бидат отплатени меѓу 50 и 100.000 граѓани.